Здружението ЖТ е ново формирано здружение и за прв пат организираме еден настан од ваков тип за промоција на жестоки пијалоци, ракија ЖТ на наш кавадаречки дијалект нели кажано, а меѓутоа и производи од друг тип на речеме жестоки пијалоци, овошни раки, мастики, вињаци и така натаму. Во Македонија не постои ваква собрание, би рекол, ваков фестивал. Да, во Македонија за прв пат се организира настан од ваков тип, значи за промоција стрикно на жестоки пијалци. До сега сме правеле нели промоции на младо вино, на вина веќе, созреани вина, дегустации и така натаму, меѓутоа за прв пат организираме настан од ваков тип. Имате ли гости од Македонија? Да, имаме гости како од Кавадарци, нели и од други градови од Македонија, членови исто од Кавадарци, други градови низ Македонија како што се Неготино, Велес, Гевгелиева, Ландово, Скопје. Им треба ли промоција на жестоките пијалци? Па целта на здружението е токму тоа пред се запознавање на индивидуалните производители на ракија и жестоки пијалци со законските регулативи на Република Македонија со цел поттик за регистрација на овие производители во тој дел, да. И знаете како секој производител има своја приказка за производството на ракија и било кој пијалок, да. Така да очекуваме доста квалитетни производи од тој тип на жестоки пијалоци. Како би ги продавале? Па сега за сега сите работиме нели на црно што би рекле и токму тоа е и целата на здружението, поттик за регистрација во тој дел на жестоки пијалци е веќе како регистрирани производители имаат право за продажба, значи во било каде, в ресторани. Што винарите се изборија за тоа право. Точно така. Да. Така да тоа е и целата на ова здружение, значи пред се поттик за регистрација во дел на жестоки пијалци. Колку ракија се вари во Кавадарци? Според проценка ваша слободно. Моје мислење дека повеќе ракија имаме него вино. Меѓутоа, знаете како, луѓето кои ќе се спомне регистрација во тој дел се уште сме скептици, нели, пошто е тоа акцизна роба, подлежи доста под контроли, инспекции и така натаму. Така да има сигурно доста производство, големи количини и баш за тоа ни е цел да сето тоа се легализира и може слободно да испадне на пазар, макар да и извоз, нели, настана од држава. Че ги одржиме прва манифестација, ракијада или фестивал на ракијата, кој што ова година че има само промотивен карактер на производителите и на здружението, а следната година е предвидено да биде со интернационален карактер. Со оценки? Да, со оценки, каде што ќе имаме комисија меѓународна, бидејќи праксата ни покажа на минатото оценување на вини и на ракии за фестивалот на младо вино, имавме доста мостри, преку 60 думи се мостри ракии и 100 мостри од вина. Се покажа непрактично тоа во смисла на оценување и на компетентност на комисиите, така да одлучивме да со наша помош виното како иницијатор и како помагател на сето ова да се формира ова здружение со цел манифестацијата да се подели, да биде една специализирана манифестација ракијада, значи фестивал на ракија во Македонија, тоа што ни фали што го немаме во Македонија, каде што може да се промовираат сите мали дестилери и индивидуални производители со своите ракии, значи лозови, комови, овошни ракии и со учество, како што рековме, на излагачи од соседните земји и со комисија меѓународна која што ќе има и текако. Мине добро рече во Кавадарци и во теквишијата се вари многу ракија, меѓутоа луѓето се плашат. Тоа е ракија на црно. Имаме ли шанса преку една законска процедура да се избориме за правото на оние што печат ракија? Па токму тоа, досега ракијата, печењето на ракија одеше повеќе на црно, на диво и беше како некој вид социјален елемент доколку грозито не. Скапа акцизна роба. Да, ако грозито не се продава и изглед се наоѓаше во варењето на ракија и тука органите мижеа пред сето тоа, меѓутоа најдобро да сето тоа се стави во некоја рамка, бидејќи високата акциза е атрактивна за шверци за сето тоа, меѓутоа во прв момент не можеме да ги рамниме малите индивидуални производители со големите производители и мора во тој да има олеснување за почток, кај ќе биде акцизата постепено да се уведови, ќе биде многу пониска, меѓутоа тоа ќе допринесе да производителите легално се јават на пазар, да живне пазар, да легално се јави на пазар, да има, значи тоа и гаранција, и квалитет, и сертификат и да се плати некој дел на државата.
бидејќи досега знаеме како беше. Ако остане грозје, се вари ракија, ракијата се продава после пазари, на црно, на диво, а вака ова е начин да преку промоција на малите производители, на мали дестилери, да се помогне да тие се промовираат, а да се тоа се стави понатаму во некоја законска рамка кај што ќе биде многу подобро и за нив. Винарите се изборија за едно свое право и веќе добивате субвенции и убави пари од владата заради тоа што станува значаен чинител на пазарот за вино. Точно, сведоци сме сега дека во последни овие денови дека околу 60 винари добија грантови со кои ќе се осовремени производството, да. Меѓутоа токму тие производители, некои од нив ќе бидат и производители на ракија и да се специјализираат и во оваа дејност, така да тоа ќе допринесе понатаму и за развој на лозарството и веќе како што гледаме во овие пазарни услови, тешко е да се наметнува некоја пазарна цена по која мора да се откупува. Пазарна цена не може да се може да биде. А токму тоа е евентуално, че ако сега 10, 20 или 50 винари не зависи од некои големи производители, од купувачи, него тие си го преработат грозјето, си направат вино или направат ракија, тоа е изид кој што мора да го не сме измислили ние, топла вода, ова се практикува во соседните земји многу одамна. Имате ли поддршка од владините институции? Имаме поддршка и веруваме дека ќе имаме и понатаму, бидејќи тоа е еден од начините да не биде лозарство секоја година адхок да се решава, бидејќи факт е тоа, значи кога има големо производство на грозје, а пазарни цени на вино се тие, не можеш да диктираш некоја висока цена, меѓутоа секој ако си го најде своето место, ако си произведе свое вино или ракија, да тоа сето биде легално ставено во некои рамки, да си го најде своето место на пазарот. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.